Дали диабетесот е болест или состојба? Во секој случај, животот со него е предизвик. Во светот се смета дека има над 200 милиони луѓе со диабетес, а според Меѓународната диабетолошка федерација, овој број ќе достигне 350 милиони до 2025-та. Од диабетес во светот починале 5 милиони луѓе, а дури 40% од оние кои го имаат не знаат за тоа. Тања Шатановска има 30 години. Веќе на 6 годишна возраст и е диагностициран диабет. Денеска ви ја пренесуваме нејзината приказна и битката со диабетот. Отворено проговоривме за сите факти, заблуди и предизвици. Диабетесот ми беше диагностициран пред 24 години, односно на 6 годишна возраст. Симптомите кои што се појавија дека имам диабетес се појавија неколку месеци пред откривањето. Тогаш, иако бев мала, сепак бев свесна дека нешто чудно се случува со мене, затоа што најчести симптоми кои што мене ми се случуваа беше станување на секој половина час навечер, пиење по 7-8 чаши вода, мокрење, и тоа беше континуирано неколку месеци, поради што јас секоја сабаља се будев ненаспана, се чувствував уморна, имав на моменти заматување на очите. И во моментот кога ми го диагностицираа диабетесот, свативме дека навистина нешто не е во ред. Исто така изгубив и 10 килограми за еден месец, што беше навистина еден од знаците дека нешто се случува со мене, дека нешто не е во ред. Како е да се живее со овој предизвик, со диабетесот? Па можам да кажам дека е секојдневна борба од утро до мрак, пред се будење наутро, мерење на шеќерот, да се види колкава е вредноста, колку е висок шеќерот, да се направи корекција, да се почека некој време да се доручкува, при тоа пред секој поедок да се додаде одредена доза на инсулин што ќе ги покрие тие јаглени хидрати што ги внесуваме. Потоа повторно саат и пол или 2 мирење после оброкот да се види дали шеќерот е во нормала. Мора да се биде физички активен, да се мери исто така шеќерот пред секоја физичка активност и после тоа. Значи можам борба е, меѓутоа со текот на времето луѓе се навикнуваат и си е едноставно составен дел од животот. Од кога ќе се диагностицира диабетесот? Колку се важни контролите? Колку често се прават контролите? Контролите се многу важни. На почеток, зависно со тоа колку е просечниот шеќер во крвта и во консултација со доктор се оди почесто, дури некои практикуваат еднаш месечно додат, се додека тој просечен шеќер не се доведе во граници на нормалата. Меѓутоа и покрај тоа, после тоа, и после 24 години ја што живеам, мора на секои 3 месеци да се оди на проверка на просечниот шеќер, а еднаш годишно е да се прави проверка на останатите органи, како проверка на срце, на бубрези, на очи, на очно дно, така да контролата е многу битна за да може да се живее нормално. Колку е важна исхраната за диабетесот? Исто така е важна исхраната колку што се контролите, значи треба да се внесува храна со понизок гликемиски индекс и таа да биде разновидна, да се состои најчесто од месо, салати. Во принцип може, јас практикувам лично да јадам и лепо држано брашно или хелдино, значи најчесто си го правам сама. Пожелно е да се избегнуваат производи од бело брашно, да се избегнуваат и сладки работи, меѓутоа не е дека се скроз забранети, дозволени се, особено ако сме почесто физички активни, меѓутоа да бидат во помали количини и нормално не бидат секој ден. Дали лицата кои имаат диабетес може да бидат физички активни? Секако, тоа е исто така значително битно за одржување и за нормална контрола на шеќерот во крвта. Најдобро е да се практикуваат различни физички активности како пешачење, пилатес, йога или пак одење во фитнес центри. Јас одам конкретно периодов во фитнес сала каде што вежбам 4 до 5 пати неделно и нормално пред започнување со вежбање битно да го мерам шеќерот и час и половина после вежбањето, па дури неколку часа после вежбање да се следи, затоа што може да дојде до паѓање на шеќерот, односно хипогликемија. Што се случува во моментот кога паѓа шеќерот? И што е потребно тогаш да се направи за да се излезе од таа криза, да ја речем? Кога паѓа шеќерот е едно од најнеубавите чувства, затоа што пред се почнува да ти се зашеметува видот,
почнува човек да се препотува, да се тресат рацете и ако не се изреагира во моментот, ако не седнеме и не се напиеме нешто благо како кока-кола или чаша вода со шеќер, може да дојде човек да изгуби свест. Јас се додека не прележав ковид првиот пат во 2021 година во април, овие симптоми ги имав. Меѓутоа, за жал, после прележување на ковидот, јас го изгубив чувство дека ми паѓа шеќерот. Буквално овие симптоми што ги кажав, ги имам те кога ќе дојде после двојка, тоа е веќе многу тешка хипогликемија. Меѓутоа, благодарение на технологијата што оди напред, моментално користам сензори Freestyle Libre 2, кој што се поврзува преку Bluetooth апаратче и кај ова апаратче постои можност да се подеси аларм. Ако почне шеќерот над одредена вредност да се качува или да паѓа, ми алармира, ми сигнализира и на тој начин успевам да спречам до доведување на хипергликемија и хипогликемија. Инсулинската терапија ја аплицирате сами. Дали тоа веќе стана рутина? Имаше некои проблеми на почетокот или? Па до 9 годишна возраст тоа го правеа моите родители и баба ми. Меѓутоа на 9 годишна возраст кога тргнав и веќе на училиште, сакаа да ја носат недневна екскурзија. Нормално јас како сите деца сакав да одам. И меѓутоа моите тогаш ми рекоа дека за да одам јас морам да научам сама да се боцкам и да мерам шеќер. И тогаш отидов, го земав инсулинот и му го донесов, реков ајде покажете ми како треба да се боцкам. И од 9 годишна возраст па се до сега аплицирањето на инсулин го правам сама. Нема ништо поубаво и поскапоцено од животот, вели Тања. Додава, мора да го прифатиме дијабетесот, да му ја посветиме должната грижа и да продолжиме да го живееме својот живот, уживајќи во секој момент што тој ни го нуди. А тоа, мора да признаеме, е најголемата среќа.